Иако стотици пати од оваа говорница подсетувавме на кршењето на изборниот законник на членот 8а, иако поднесовме барање до Државна комисија за спречување на корупција да се изјасни во врска со кршењето на законот на изборниот законник, односно оној член 8а кој јасно и гласно кажува дека оваа постапка за разрешување на државниот јавен обвинител Марко Зврлевски треба да се прекине до завршувањето на локалните избори. Оваа дебата продолжува во оваа собрание. Нас, парламентарното мнозинство, не обвинува дека сме го бранеле Марко Зврлевски. Не, колеги пратеници. Ние јасно и гласно кажавме до локалните избори да се прекине со оваа дебата и истата да продолжи после локалните избори. Меѓутоа, на колегите од СДСМ и нивната коалиција, која што го чинат парламентарното мнозинство, им треба оваа дебата за да ги прикријат идентитетските потреси што ни ги приредуваат со законот за јазици, со договорот со Бугарија. Им треба оваа дебата за да се прикрие неспособноста во справувањето со пожарите, да се прикрие грубото партизирање на јавната администрација со несоодветни кадри. Срамота е на националниот ансамбл Танец, кој што е гордост на цела држава, да се постави лице градежен техничар со средно образование. Срамота е, како што е срамота на една од поголемите јавни предпријатија Хидросистемот Злетовица, за да член на надзорен одбор да се постави лице со средно образование, иако законот за јавни предпријатија е дециден во членот 26, дека членови на надзорен одбор може да бидат само лица со завршено високо образование и со знаење во областа на сметководството и финансиите. Меѓутоа, молк од парламентарното мнозинство, кога ги споменуваме овие работи, продолжуваат со грубата партизација, а молки од Министерството за финансии никако да го видиме оној долго најавуван бројчаник кога беа во опозиција, бројчаник кој што ќе го мери задолжувањето. Имено Република Македонија, како и претходниот вторник, така и утре ќе се задолжи со нови 47 милиони евра, од кои 27,3 милиони евра годишни државни записи, 3,25 милиони евра 5 годишни државни записи, 14 милиони евра 15 годишни државни записи. Само да подсетам, минатата недела кога се обидоа да соберат од банките толку средства колку што му требаше на Министерството за финансии за да редовно исплаќа плати и пензии и да исплаќа субвенции, не успеа банките да го пратат Министерството за финансии. Банките немаат толку пари колку што побаруваше државата за 15 годишни државни записи. Ваквите работи кога министерот за финансии Тевдовски беше професор Тевдовски, експонент на СДСМ, ги опишуваа како одземање на сите пари од реалниот сектор. Банките не можат да ја пратат државата. Државата им ги одзема сите пари на банките и тие остануваат без средства за финансирање на реалниот сектор. Меѓутоа, сега кога се на власт, се сосем различни.